Се поголем број на ученици во Македонија читаат, но не разбираат што прочитале. Истражувањата покажуваат загрижувачки резултати. Децата се потешко ги искажуваат своите мислења, не ги разбираат текстовите што ги читаат и имаат проблем да влезат во дискусија за нив. Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања спроведе анализа на 1288 деца од 4 и 8 оделение. Децата одговарале на 6 прашања за 2 раскази, од кои еден со позната и еден со непозната содржина. Еве неколку заклучоци. Генерално, резултатите се слаби и може да констатираме дека генерацијски и натаму опаѓа квалитетот на образование во основното училиште. Денешните деца од 4 оделение се многу послаби од овие од 8 оделение, но заклучокот е дека кога овие деца од 4 оделение ќе стигнат во 8 оделение, ќе бидат уште послаби од сегашните 8 оделенци. Оние деца кои помалку читаат книги и не спортуваат, но затоа премногу време поминуваат на телефон, даваат значително полоши резултати од останатите. Во основните училишта, 4, 5, 6, 7 и 8, значи треба да се работи на неколку техники кога се работи со текст. Значи треба да се работи на континуум, каде што децата ќе слушаат, ќе читаат, ќе раскажуваат, ќе пишуваат, ќе говорат во класот или во училницата пред други деца, ќе дискутираат и ќе дебатираат, но и да научат како да изградат свој личен став или лично мислење. Професорите апелираат што побрзо да се преземат мерки. Иако наставните програми се добро оформени, недостасува подобра примена. Тие велат наставниците да имаат поактивна улога, умерено да ја користат дигитализацијата и да се фокусираат на класичното воспитување со книги и текстови.